На француските улици веќе нема место за дизелот и за бензинот. До 2040 во земјата веќе нема да се продаваат вакви возила и постепено ќе се премине на чисти коли. Откако САД се откажа од Парискиот договор за климата, Париз реши да ги удвои напорите. Министерот за екологија Никола Уло го представи Хоризонт 2040, својот климатски план за наредните 5 години и потоа. Идејата е да се забрза спроведувањето на Парискиот договор и да се усвојат нови цели компатибилни со хоризонтот под нивото на температурата од прединдустријската ера. Целта е да се намали користењето на фосилни горива, пред се преку данокот на јаглен, кој ќе се зголемува побрзо од предвиденото, од 8 центи на литар гориво денес на 30 центи во 2030 и предвидени се 4 милиарди евра помош за домакинствата во преодниот период. Но дел од пратениците се спротивставија на планот. За едни е недоволен, други не го одобруваат. Проблемот нема да се реши со ситници како данокот на јаглерот. Станува збор за избор на начинот на живот и на економија. Не треба да им се зголемат сметките на французите, на предпријатијата и на консуматорите. Треба да има компензација. Ако сакате да загадувате, тогаш ќе платите. Властите очекуваат од еколошката транзиција да имаат корист сите, и граѓаните со постари возила и автомобилските производители кои ќе се префрлат на екоколите. Меѓу другите мерки, земјата ќе намали за 50% употребата на нуклеарките за производство на струја до 2025-та. Целта е до 2050-та Франција да не произведува повеќе јаглероден диоксид отколку што може да апсорбираат нејзините шуми.